Законски лимит од 3,5 милиони евра по партија за партиски лов на гласови, но партиските изборни сметки остануваат мистерија. Изборните благајни наспроти сите правила остануваат во минус, а одговорност нема од никој. Која е бојата на партиските пари? Ке се дознаат ли некогаш скриените донатори? Ке го добие ли Македонија својот Хелмут Кол, Саркози или пак, ако сакате, дури и Санадер? Добро вечер, јас сум Боби Христов. Ова е вечерашново понеделничко издание на Топ тема на ваша страна. Добро вечер. Изборното финансирање е и ќе биде нерасчистена оставштина од македонските избори се чини уште долго. Така беше со години, така е и годинава, иако со пржинските измени беа подготвувани многу законски новитети кои требаше да истават крај на сивата зона на партиското финансирање. Слушнавте дел од најавата за вечерашните теми за кои мои гости се Ариф Муса, поранешен член на Државната комисија за спречување на корупцијата. Добро вечер и добре дојдовте. Дона Димова Марковска од Transparency International Македонија. Добро вечер и за вас. Колешката Сашка Цветковска и адвокатот и поранешен член исто така на Антикорупцијската комисија Драган Малиновски. Сепак за почеток би сакал од сите да слушнам еден коментар за она што се чини дека денеска е топ вест на денот, а тоа се пред се некролозите за амбасадорите кои што се појавија на дел од социјалните мрежи. Еве, Цветковска, со вас, кој е вашиот коментар? Ги видовме некролозите, па некролозите се продолжение на или еве да го кажеме финале, барем да се надеваме дека е финале на еден амбиент кој се билда веќе неколку години. Тоа беше атмосфера во која се линчуваа, барем досега преку јавниот збор, новинари, активисти невладини и сета онаа критичка јавност која не се согласуваше со политиките на раководството на власта, односно партијата ВМРО-ДПМН, сега се со малку поостра реторика на тапети амбасадорите. Овие некролози на странските представници кои ги видовме денес, сме ги виделе и во емисиите на господинот Миленко Неделковски, кој никогаш не бил санкциониран, тоа го правил на национална телевизија, а сега гледаме анонимни некролози, некои луѓе кои не сакаат да се откријат, направиле некролози на амбасадорите на некои од, еве да се изразам вака, поважните амбасади или оние кои имаат најголемо влијание во одлучувањето во политиките во Европската комисија, креиран е лажен профил. Значи, ние видовме расфрлање со некакви косиња, со некакви закани, ма што не, какви нерафали тука излегуваа. Го видовме директорот на Државниот архив, кој е функционер во оваа земја, кој сите него плаќаме како се закануваше на амбасадорот. Значи, тие немаа храброст ниту да го менуваат амбасадорот како се вика, па амбасадорот на крај му отиде и дома, нели, во ВМРО-ДПМН и сите си разговараа. Така што ова е еден тажен обид на една приказна која веројатно ќе заврши вака тажно како што и јас си мислам. Господине Муса. Јас не би ги коментирал многу личните ставови на поединците пред зградата на Државна изборна комисија или луѓето што излегуваат, да ги прават би се рекло непријатели од ништо, а посебно странските амбасадори од Европска унија и од западниот свет. Веќе видена работа кај нашите политички партии кога треба да ја губат власта или кога народот ќе им сврта грб и кога ќе гледа дека веќе го губат она што се вика поддршка или добивање на власта по секоја цена. Се извинувам, овој пат реакциите доаѓаат од се уште актуелна власт која според бројот на мандатите е повторно победник.
Па така се гледа. Кај мене впечаток ми правиш впечаток тоа што не се соземат политичките партии, не се соземат да коментираат или да прават непријатели од странски непријатели во нашата држава. Да ги оставиме или да не ги коментираме внатрешните кои ги има во многу различити број. Значи ги произведуваме како политички партии, ги произведуваат де факто политичките партии овде кај нас, а посебно овие од власта. Мешањето го потенцираат она што дека им се меша некој од надвор и внатре во државните органи и ете да имаме ние практични, имаме странски непријатели, затоа не ни оди работите во државата, а реалноста е сосема друго. Значи сами власта, самите политички партии кои што веќе 10 години на власт се тие, значи првите кривци на оваа ситуација што се наоѓа Македонија денеска. Марковска, каков е вашиот коментар? Како е се пред се во Transparency International? Денеска исто така слушнавме дека најавени се честитки од финансовата полиција, дека ќе почести со присуство многу невладини организации. Стигна до вас такво нешто или не се уште? До нас уште нема стигнато. Во однос на некролозите би се надополнила само дека еден неетички, еден неморален чин, повреда реално на самите представници од амбасадите, односно на амбасадорите, и сметам дека институциите треба да постапат соодветно на тоа и да се истражат кои се сторителите, бидејќи на вистина на некој начин е и одраз на самата политичка криза целата состојба и одраз на непостапувањето на институциите по однос на сите овие, да речам, до некаде и срамни постапки кои што во секој случај треба да бидат понатаму истражени. Малиновски, со сето искуство и со полицијата и со обвинителството како адвокат, очекувате дека нешто ќе се расчисти, ќе се дознае кој е храбриот анонимец кој што стои зад овие некролози? Дали ќе се расчисти се зависи дали постои подготвеност и желба да се расчисти. Ние во изминатото се изнагледавме вакви или слични реакции на кои се или директно или се рефлексија на говорот на омраза. Ова не е ништо друго, токму тоа. Значи, ова рефлексија за она што се случуваше деновиве пред зградата на Државната изборна комисија. Многу тешки квалификации беа изнесени и кон политичкиот противник, и кон странските представници овде, така да ова не ме чуди што го видовме денес со некролозите. И сметам дека е ова релативно бенигна форма во која може да се изманифестира некој револт како на дополнение на тие пораки што беа искажани од пред ДИК. Се плашам од некои понепријатни манифестации кои можат да следуваат како последица на тензијата која се создава и така да навистина моментов е таков што бара од секој поединец, особено од релевантни политички чинители, да бидат свесни за тоа што го говорат и пораките кои ги упатуваат во јавност. За вас имам уште едно прашање пред да се вратиме на главната тема, а тоа е што има јавно во денешната јавна седница на Управниот суд во врска со изборните приговори, кога едноставно судскиот службеник само ги прочитал приговорите, судиите не дозволиле присуство на камери, а потоа рекле дека сега е време тие да се повлечат, да дискутираат и само да ја соопштат одлуката. Што всушност подразбира јавноста која што беше воведена со новиот закон? Знаете, во принцип секогаш советувањето и гласањето оди тајно, тоа е принцип во секоја постапка. Меѓутоа, принципот на јавност, ако се каже на јавна седница, елементарно подразбира некоја дебата на советот кој одлучува по тоа прашање, така да доколку само се изреферира тужбата
и остане на тоа без воопшто да се отвори било каква расправа помеѓу оние што ја носат одлуката, мислам дека тука јавноста е на некој начин суспендирана, бидејќи јавноста интересира кој од судиите каков став има по повод прашањето. Токму тоа што не збунува нас новинарите на овој прв ден, бидејќи седниците, две беа седници, завршија многу кратко. Значи, со закон се судиите обврзани да соопштат и кој како гласал, меѓутоа нивната расправа, нивното аргументирање, она што е суштината, е зад судските врати. Токму тоа, мислам дека јавноста требаше да биде сведок или да знае, впрочем, и проблематиката не случајно е ставена како таква одредба во законот за да се јавно произнесат по однос на тоа прашање. Ја мислам дека морало да се оди малку подалеку од она елементарно реферирање на известителот. Колку разбрав, само имало реферирање на известителот по тужбата и на тоа се завршило сето останато. Сета аргументација која ќе сака која ќе мора да изнесат судиите ќе биде нема да биде јавна. Тоа е тоа. Одиме на кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме со нашата централна вечерашна тема. Која е бојата на партиските пари? Од Хелмут Кол преку Саркози, Берлускони, па ако сакате и Иво Санадер. Долг е списокот на политичари кои во битката за власт и во битката по гласови се огрешиле од законите. Затоа одговарале или, како некој, допрва ги чека обвинителна клупа. Македонското постизборие со години наназад покажува една сосема поинаква слика. Многу партиски сметки остануваат во минус, никој за ништо ниту одговарал, ниту се чини дека ќе одговара. Кои се причините за тоа е едно од прашањата во вечерашната топ тема на ваша страна. Но претходно пресек за тоа како стојат партиските биланси по завршувањето на изборната кампања. Анализа на колегата Огнен Чанчаревич. 197 милиони денари или 3,2 милиони евра чинеше предизборната кампања за 9-тите предвремени парламентарни избори. Ова го покажуваат финансиските извештаи кои партиите ги доставија до Државната изборна комисија. Приходите кои партиите ги пријавија се далеку помали од трошоците. Нешто над 89 милиони денари или 1,4 милиони евра, па дупката од над 100 милиони денари во нивните каси допрва ќе треба да се пополнува. Дел од партиите ќе мора дополнително да објаснат од каде им се средствата кои ги потрошиле во предизборната кампања, бидејќи во финансиските извештаи навелен негативно салдо, односно дека се во загуба. Победник во категоријата трошење е победникот на изборите, ВМРО ДПМН, со далеку поголема предност од второ пласираниот СДСМ, за разлика од онаа во освоените пратенички мандати. Во албанскиот блок тој примат го држи ДУИ, кој потрошил тројно повеќе од БЕСА, а освоил двојно повеќе пратеници. ВМРО ДПМН пријавил дека за кампањата за 9-тите предвремени парламентарни избори потрошил 117 милиони денари или 1,9 милиони евра. Поред официјалните податоци доставени до Државната изборна комисија, 100.000 евра дневно чинела предизборната кампања на ВМРО ДПМН. Приходите на оваа партија собрани од донации се скромни, нешто над 18 милиони денари или 295.000 евра, што е речиси 7 пати помалку од потрошеното. Затоа, партијата останала со 100 милиони денари помалку во својата каса. СДСМ пак, за предизборната кампања потрошиле досега рекордни за нив 33,9 милиони денари или 553.000 евра. Иако во предизборната кампања настапија со 3 пати помал буџет, според првичните резултати, на крајот освоија 2 пратеника помалку од својот опонент ВМРО ДПМН. Меѓутоа, сметката на СДСМ останала со позитивно салдо, бидејќи преку донации и членарина се собрани 37,4 милиони денари или 610.000 евра, што е за 50.000 евра повеќе од потрошеното. Во албанскиот блок 4 партии успеа да освојат доволно гласови за да имаат своји представници во собранието. Тука, како и по обичај, најмногу троши ДУИ.
За овие избори, тие за кампањата избројале вкупно 22,6 милиони денари или 369.000 евра. Дупката во сметката кај оваа партија е околу 10 милиони денари или 160.000 евра. БЕСА исто така имала солиден буџет за оваа кампања и за да ги освојат 5 мандати потрошиле 8,7 милиони денари или 142.000 евра. Интересно е што Алијансата на албанците пријавила дека потрошила двојно помалку од ДПА, а имаат еден пратеник повеќе. Така, според финансискиот извештај кој е поставен на страната на ДИК, предизборната кампања на Алијансата на албанците чини нешто над 1 милион денари, додека ДПА потрошиле 2 милиони денари или 33.000 евра. ДИК првично ги соопшти резултатите, според кои 6 партии освоија мандати. Најскапи пратеници имаат ВМРО ДПМНЕ, а најефтини Алијансата на албанците. ВМРО ДПМНЕ и ДУИ во просек потрошиле по 2,2 милиони денари за да освојат еден мандат. По нив е БЕСА, која со својот буџет освои 5 мандати и потроши 1,7 милиони денари по пратеник. ДПА за 2 пратеника потроши 2 милиони денари, а СДСМ, кој потроши над половина милион евра во кампањата, освои 49 мандати, кои во просек чинат по 700.000 денари. Најекономично мина Алијансата на албанците, која со својот скромен буџет освои 3 пратенички места кои ја чинат во просек 350.000 денари. Заедничко за сите партии кои учествуваа на изборите е што најголемата ставка на расходи се рекламите. Партиите кои на овие избори освоја мандати во собранието потрошија 140 милиони денари или 2,3 милиони евра за реклами, митинзи, плакати и билборди. И во овој сегмент редоследот на трошаџи е ист. Големата четворка повторно се ВМРО ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и БЕСА. За реклами, ВМРО ДПМНЕ има потрошено дури 80 милиони денари или 1,3 милиони евра. СДСМ 31 милион денари, односно 511.000 евра. ДУИ платиле 20 милиони денари, а БЕСА ја минала кампањата со 6,2 милиони денари или нешто над 100.000 денари кои биле дадени за нивно рекламирање. Ако се собере се до последен денар, 6 партии и коалиции кои успеа да влезат во собранието потрошија 3 милиони евра или 15 пати повеќе од 5 партии кои останаа без пратеници. Да, подоцна ќе слушнеме колку потрошиле партиите кои што останаа без пратеници. Тоа се партиските сметки и пресметките за партиските сметки. 3,1 милион евра марковска е лимитот што може да го потроши само една партија, меѓутоа се чини дека ниту една не стигнала до тој лимит, барем за сега, бидејќи ова е пресекот заклучно со завршувањето на кампањата. Transparency International го следеше буквално секој сегмент од трошењето на партиските пари, што дополнително покажува вашиот извештај, ако знам дека и тој не е финализиран, бидејќи следите паралелно со она што се случува на партиските конта. Да, точно. Одлично ви е прилогот подготвен. Имавме ние таква анализа во однос на извештаите кои што политичките партии го прикажа. Оно што е карактеристично што ние го работевме во текот на изборната кампања е тоа што ги следевме сите, пред се морам и да кажам дека проектот го работевме заедно во соработка со Центар за економски анализи и 8 локални организации кои што покриваат 28 општини. И целта на проектот беше всушност да се согледа трошењето на буџетите и од општинско ниво, пред се што го работеше Центарот за економски анализи, додека од наша страна подготвивме методологија врз основа на која што сакавме да утврдиме како тоа на терен политичките партии, зашто тоа точно конкретно они трошеле. Голема мрежа успеавте да ги пофаќате конците? Да, успеавме на некој начин, иако сепак ова ќе треба дополнително да биде обработено како податок. Оно што ние го следавме колку политичките партии се рекламираат на ТВ медиум, колку потрошиле за митинзи, средба со граѓани и транспорт, колку потрошиле односно за простор, за изнемување на простор. Знаеме дека повеќето политички партии има отворено и нови канцелари на локално и на општинско ниво. Потоа делење на програми, пропагандни материјали, колку тие се рекламира во печатени медиуми, надворешно рекламирање, онлайн рекламирање. Оно што беше карактеристично оваа година, сепак мораме да го издвоиме,
во однос на целокупната изборна кампања е податокот дека голем дел од политичките партии се финансира онлайн, ние следевме вкупно 49 интернет портали. Да, се рекламира, да. Следевме 49 интернет портали и успеавме на некој начин и овој дел да го фатиме, иако согласно законот тоа е како непокриена некако зона дојде овој пат, бидејќи агенцијата практично за аудиовизуелни се иззема. Има ли дисбаланс од она што стои во извештајот и во извештаите и она што се ваши наводи? Да, има дисбаланс, меѓутоа сепак се неофицијални информации кои што не би ги коментирала, но она што сакам да го издвојам е тоа што Фејсбукот, на пример, беше исто така непокриен и карактеристично беше тоа што голем дел од политичарите се спонзорира, водеа собствени кампањи на Фејсбук и на Инстаграм. И во овој дел навистина никој не го следи, едноставно е сива зона во поглед на нивното финансирање. И YouTube исто така. Малиновски и Муса како поранешни антикорупционери. Слушнавме од прилогот на колегата Чанчаревиќ, сме имале таква пракса и во минатото и 2014 или 2011, дека имаме изборни сметки на најмалку 5 партии, ми се чини, кои се во минус. Дали е тоа првиот индикатор дека извештаите се фризираат, кој треба да биде аларм за сите понатаму надлежни институции кои што треба да го следат текот на парите? Па може да се рече дека е, ако не е аларм, меѓутоа еден индикатор секако дека представува тоа, особено што тоа упатува и на констатацијата дека возможно е до моментот на затварањето на сметката, а тоа е се 3 месеци по завршувањето на изборите, некој да не ги подмири своите обврски, значи да остане и тогаш во минус. Не е сега проблематично, можеби, што во моментов во минус, проблем ќе биде кога ќе затвори сметката, а тој ќе има неизмирени обврски кон своите доверители. Па тука се поставува прашањето кои се тие доверители и на кој начин тие ќе бидат намирени, имајќи го предвид фактот дека законот е јасен, дека изборната кампања може да се финансира исклучиво од наменски отворената сметка. Сите приходи и сите плаќања мора да се трансферираат преку таа сметка и никако поинако. Меѓутоа тоа веќе значи дека е направен прекршок ако некој нема толку пари на сметка, а потроши. Тоа значи дека ќе очекува приливи, донации или како сакате, значи од законски дозволените модели на финансирање, ќе очекува да ја надополни сметката за да се раздолжи кон своите доверители. Повторно велам, што ќе се случи ако не успее во тоа, а нас ни се случуваше во изминатите години и таква ситуација, така да огромни дупки на партиите останува, односно огромни обврски на партиите останаа неподмирени, барем не на начин кој законот го дозволува. Господине Муса, кој е вашиот коментар, колку овие бројки треба да бидат некаков индикатор дека нешто не чини со партиските сметки, бидејќи такви бројки на минусни салда сме среќавале и во минатото? Јас ги разгледав малку извештаите и од првиот дел, значи првите 10 дена и вторите 10 дена се повторува истата слика. Значи, финансирањето на изборните кампањи не е транспарентно. Реално не го покажува тоа што реално тие трошат. Значи, реалните спонзори, финансиери на изборните кампањи не се тие лица што стојат во, да речем, во списокот или во извештајот на партиите што го доставуваат до ревизијата, до антикорупцијата и до државниот и до изборната комисија, државната изборна комисија. И гледаш луѓето се некои што даваат пари во лимитот на примањето на банките, да речеме до 59.000. Некои партии па од својот джеб ги ваѓат парите и исклучиво на некои места ги даваат на 4-5 датума. Ги фрлат парите во сметката
значи не се пари на тие стварните што ги гледаме донатори на партиите. За тоа што трошеле повеќе него што собирале пари, тие законот можда и ги толерира малку тука изборниот законник во прилог на тоа што 15 нели 15 денари по избирач по добиен глас треба да се финансира, треба да ги добиваат парите, па може да се ваѓа тука за покривање на трошоците што не се платени моментално, ќе ги покриваат од тие приходи. Меѓутоа, реално гледано, дека не може со таквите трошоци, не може да ги покриваат со, еве да речеме и со добиените 15 денари по добиен глас. Но ти одат на друга сметка. Ќе го дискутираме тој проблем малку подоцна. Проблемот е што оваа сметка мора да се затвори. Основното правило на законот е дека сите трошоци треба да бидат од трансакцијската сметка за донации. Како може да се троши, освен на доверба или на рабушка и некого, на добар глас, и да се направат трошоци за пари кои што ги немате. Тука доаѓаат во предвид сега, докато дискутираме државните органи кои се надлежни да го спроведуваат законот. Значи, Државниот завод за ревизија да видиме како он ќе ги третира и дали кога ќе наоѓа, да речеме, такви неправилности кај финансирањето на изборните кампањи, кај политичките партии, да видиме дали ќе ги процесуира до јавниот обвинител. Значи, дали ќе биде тоа транспарентно? Од Државниот завод за ревизија рекоа дека денеска не се во можност да испратат свој представник и дека ќе работат согласно изборниот закон и законот за ревизија, меѓутоа ние паметиме изјава на главната ревизорка дека нивната методологија не одговара или не е така срочена за да може да се Апсолутно, тие се обврзани да прават ревизија за секоја изборна кампања и го прават тоа. Меѓутоа, од нивните извештаи, што произлегува, дали се процесираат понатаму, дали некој постапува по нивниот извештај, дали Државната комисија за спречување на корупцијата наоѓа нешто во тие извештаи, дали во управата за јавни приходи, да ги гледа кои се реалните донатори на партиите, дали се во можност тие луѓе да го финансираат една изборна кампања. Значи, може да се контролира тоа ако се сака. Се сака. Да, тоа е вистинското прашање кое што подоцна ќе го дискутираме, кој тоа треба да сака и зошто не сака. Цветковска, работевте на многу приказни кои што ги спомена господинот Муса во тој дел. Голем дел од парите не се на донаторите, туку се партијата ги уфрла на сметките. Она што е специфично, ако се гледаат донаторските листи, како и за минатите избори за кои вие работевте доста анализи, е тоа што и овој пат имаме огромен број на донации кои што се платени во исти ден. Сега, ако се пресмета бројката, едноставно е незамисливо колкави редици пред банките би требало да бидат тоа. Така е, не само за сметките во кампањите, така и за редовните сметки. Еве, например, ние од 2011-та секоја година ги анализираме донаторите на партиите и во кампањи и редовната сметка на партијата со која тие функционираат. Еве, например, минатата година, во 2015-та, во редовната сметка на ВМРО ДПМНЕ, се собрала целата администрација во Штип, Кавадарци, и сите заедно во еден ден отишле, тоа се стотици и стотици луѓе, учителки, директорки на разноразни институции, театри, ансамбли, што се не, и сите тие во еден ден отишле и донирале 750.000 евра. Значи, партијата имала 1,5 милиони евра приходи цела година, од кои во еден ден половина од парите се собрале во 1-2 дена. И ако тоа не е доволно, и не е само тоа, ние имавме луѓе како директорот на Драмскиот театар Роберт Валјановски, кој можевме да го видиме и на онаа парада пред Државната изборна комисија, да зборува таму он за патриоти и за не знам што, и за некакви пресметки, а најдобро би било да биде поканет од Зврлевски и од други институции па да зборува за сметки наместо за пресметки. Зошто? Затоа што тој беше еден од донаторите, впишан како донатор во таа кампања, и тој во изјава за Нова ТВ кажа дека не донирал пари, дека тие 60.000 денари кои биле пишани не биле негови и дека тој не дал воопшто пари. Толку беше жесток во тоа да ни објасни дека тој навистина не дал,
што почна да ни испраќа и принт скринови од неговата онлайн банкарство. Па ни кажуваше единствената моја донација за една черити со деца, 12.000 денари. Ниту сум дал, ниту не сум дал, знаете, имам имейлови. Кога се објави историјата, господинот Валјановски се јави и кажа дека заборавил, а дека тој всушност донирал. Како него со амнезија имаше и други донатори. Доктори од градската болница, замислете, хирурзи. Еден хирург беше толку понижен човек кој секој ден спасува животи, одлучува за живот и смрт. И таа вечер тој хирург се јави и си ги повлече своите зборови и рече, ама добро, затоа што партија му рекла, ќе кажеш, си донирал и крај. Ме разбирате? И такви луѓе знаете ли колку има? Двајца антикорупционери имаме на вас вечерва, како да се влезе во трага на ваквите фиктивни донатори. Значи не само што имаме фризирани сметки, имаме веќе и фиктивни донатори и све е некако наштимано или наштелувано. Значи ова прашање е премногу сериозно кога говориме за овие фиктивни донации. Зошто ни е проблематично? Ако тргнеме во изборниот законник, јасно е кажано колку може да представува донацијата за финансирање на политичка партија или во изборна кампања. Да ги подвоиме, тоа се различни работи. Донациите кои биле дадени на политичка партија во надвор од изборна кампања, значи за тековно работење и така натака, не може да се користат во изборната кампања. Чекайте, ние имаме ситуација кога партии повлекуваат на овие избори од редовната сметка. Од редовната може да повлечат од делот на чланарината, но не и од донациите. Значи, кога се погледне изборниот законник, вели начини на финансирање, тоа е чланарина, па после ги наведува овие донациите други кои се специјално за изборната кампања. Значи, за изборна кампања е јасно поставен лимитот. Физичко лице може да донира 3.000 евра, правно лице 30.000 евра. Сега, ние сме свесни дека за да обезбедите вие 3 милиона евра буџет за големиве за да истера кампањата, него му треба колку 100 правни лица да донираат по 30.000 евра. Ке се сложите дека тоа не е едноставно. Правни лица не ни гледаме ние во донации. Значи, што е уште пострашно. Ако одиме како поединци по Македонија фирмите никогаш не донираат. Значи 1000 лица по колку доаѓа по 3000 како физички лица, значи 1000 треба да ги имате да донираат за да ја заокружат финансиската конструкција. Значи, зошто ова го говорам? За мене пологично е да не се поставува лимит, ама да знаеме, да, ова правно лице кое навистина сака се препознава во политиките на одредена политичка партија и смета дека тоа е добро за нејзиниот бизнис и така натака, отвара перспективи, ќе рече ја ќе вложам толку. Ќе вложам, не знам, 2 милиона евра ќе вложам. Меѓутоа, ви утре ќе го гледате каков е односот на власта кон таа фирма што дала 2 милиона евра. Значи, станува транспарентно, станува очигледно релациите веќе кои се помеѓу субјектот и политичката партија. Вака ние глумиме поединци, имиња и создаваме една сива зона која дефинитивно не оди во прилог на транспарентноста. Тоа е барем лесно да се испита, вие подобро ги знаете тие работи. Нели е едноставно, има многу институции кои може тоа да го направат, почнувајќи од управата за јавни приходи, да ги проверат тие лица. Имаме учителки во градинка, редари во комунална хигиена кои донираат по 20, 30, 50.000 денари. Толку ли е тешко да се провери како овие пари легнале на тие сметки? И гледам праксата на ВМРО, толку била веројатно интересна и успешна, што на овие избори сите партии има само физички донатори. Значи, претежно луѓе со пониски примања од администрацијата. Значи, овие, сега ако одиме понатаму, извештаите кому се доставуваат на Државната изборна комисија, на Државната комисија за спречување корупција и на Државниот завод за ревизија. Последниот овој, значи Државниот завод за ревизија е институцијата која најмногу може да направи во разоткривање на овие дилеми за кои говориме ние сега. Зошто? Затоа што овие другиве институции нити кадровски, нити објективно имаат можност нешто длабински да навлегуваат, меѓутоа ревизорот и по перформансите кои ги има персонално, значи и по овластувањата кои му ги дава и законот да бара дополнителни појаснувања, значи една проактивна улога во тој процес,
Значи му дава позиција да може да даде одговор на овие прашања. Па сите овие недоумици или лица кои ги набројуваме, илјадници или нејасноти, ако смета дека не добил задоволителен одговор, тоа е причина да се сомнева во финансирањето и да достави до јавниот обвинител иницијатива за гонење. Господин Ариф Муса, може ли државниот ревизор да сега има со новиот закон малку проширени надлежности, иако државната ревизорка во јавна изјава пред изборите рече дека нивната методологија не е соодветна за да се врши целосна истрага, може ли едноставно да се обрати до партијата и да ги добие, например, уплатниците? Па да се види и да пресмета дали е можно 1000 уплатници да се уплатат или 100 уплатници да се уплатат или 500 во една иста експозитура во еден ист ден во рок од 3 часа. Не е така. Секој донатор, физичко лице, значи ќе донира во сметката на изборната кампања. Во моментот на добивање на изводот на донацијата, значи се дава отчет од банката, значи кој и како донирал, како се вика, од кој место е, кој датум и кој износ го дал. Значи поединечно го има секој донатор. Затоа сега софистицирани политичките партии. Нели гледате дека во извештаите има тамо еден лимит до 59.000, 60.000, ретко некој го надминува тоа, некој физичко лице до 3.000 евра, некој, да речеме, што може да ги покрива, да докажува дека ги има тие пари, да ги има заштедено, или врз основа на каде ги добил тој износ на пари што ги донира за политичка партија. Контролата може да се направи на ваков начин. Значи, извештаите од државната ревизија, ако се сомнева, ќе треба да ги достави до обвинителот и Државната комисија за спречување на корупцијата. Нели тамо функционира линкот со управата за јавни приходи. Тие имат тие се како институции се поврзани институционално и може да ги видат кои се годишните приходи, да речеме, на X физичко лице, дали тој има стварно приходи, толкави приходи што може да донира за политичка партија. Но не е само потеклото. Не е само проблемот потеклото, туку проблемот е и она што вие го споменавте лично во претходното излагање, тоа дека партиите ги уфрлаат парите на различни имиња. На различни имиња. Значи по матичен број на соодветно физичко лице ги убацуваат, значи да ги гледате од ВМРО ДПМН имаш 5 страници или 6 страници, најмалку. Не знам дали се толку, можда и повеќе. И сите на ситни денари, да речеме на 10.000, 20.000, 50.000 денари. Значи се гледа дека стварно, значи не се тие стварни донатори на партијата, неко тие се луѓе што во нивно име убацени се парите. Или да речеме кај ова Дуи од општина Желин, од Тројца, 3 големи финансиери на изборната кампања се правни лица. Значи, ова партија се финансира само од општина Желино, од некои фирми од тамо, па ги наше луѓето што може од тие да финансират и да се покриват. Значи, овде ни глумат некоја јавност, ни глумат некоја транспарентност во извештаите, дека се стварни тие се донаторите. Но Дуи е единствената партија каде што се јавуваат правни лица како донатори за волја на вистината. Кај другите воопшто ги нема. Ја мислам дека имаше и во другите. Дуи е единствената во која што на незините функционери им се со траен налог им се одземаат сметка од платите. Да, треба дел да вратат во партиската каса. Имаше ове последниот извештај, што е последните 10 дена, имаше и некои правни лица донатори кај СДС. Мислам дека имаше и од нив тоа. Тоа се инциденти секаде. Ама ситни се. И тамо се ситни. Најголем износ на донација е 1.800.000 кај Дуи. Маркоска, што покажуваат вашите анализи, зошто ги нема големите донатори, без кои што е јасно дека целата оваа операција, да ја наречеме изборна кампања, едноставно не може да се изведе? А она што ние увидовме во последниот извештај, значи од политичките партии,
е дека, а ние го констатиравме на терен, е дека во суштина се одвива кампања во која што они практично немаат прикажано никакви расходи за комуникацијски услуги, за комунални услуги, за изнемување на простор, како што споменав, значи за транспортни услуги и превоз. Ние знаеме сите дека се пренесуваат масовно лица од една општина во друга со автобуси. Значи, навистина не ни е јасно они како ќе ги прикажат тие расходи. Едноставно, знаеме исто дека сите комуницираат меѓу себе со телефони, значи они трошат практично, тие се реално потрошени финанси. Меѓутоа, во ниту еден од, односно со исклучок, мораме да кажеме дека коалицијата на ВМРО ДПМН со првиот извештај кој што го достави немаше наведено, значи ги немаше и еве конкретно можам да кажам 8 политички партии немаат прикажан расход за комуникацијски услуги од 11, значи вклучувајќи ги се кога велам политички партии сметам оние сите и коалиции и политички партии. Се жртвувале членовите, зборувале од приватните телефони. Значи навистина не знам како се пренеле толку многу нели автобуси од еден град во друг град, ако при тоа не се подмириле никакви трошоци за тоа. И целта всушност на проектот беше да се види како е тоа навистина на терен, да речеме колку е потребно за утврдување на трошок за организирање на митинг, за поставување на бина, значи за озвучување и така натаму. Сето тоа се реални трошоци, а не се само трошоци, рекламите и пропагандните материјали кои што се делени, каде што поголемиот број од политичките партии имаат прикажана расходи на тоа поле. Цветковска, зошто ги нема големите донатори? Големите донатори, физички или правни? Прави. Затоа што јас не верувам дека такви донатори веројатно постојат. Пред малку зборувавме, ние анализираме сега сметката, пишале телефони, не пишале телефони, е добро. Таа кампања треба ние да сме луди овде, сите да веруваме дека тие прикажани пари се тие кои се потрошиле во тие кампањи. Парите се знае како доаѓаат, тоа е толку обемно што вие не мора да сте некој експерт да ги гледате сите оние ужасно големи митинзи, сите тие реклами кои се снимени квалитетно, сите тие што они се не прават, тие испринтани големи програми, реално, например, сте го виделе каква е тврда корица, така дотирано убаво, нели тоа чини пари. И тоа не може да биде платено со оние пари кои тие ги прикажале не сега, не никод како јас ги следам еве од 2011 извештаите, па никогаш. Тоа се пари, сите знаеме овде, еве ќе го кажеме, тоа се веројатно црни пари и големите донатори верувам дека има дел кои не сакаат да се идентификуваат јавно, бидејќи знаете ако се идентификуваат ќе се изложат на јавност. Кога ќе се изложат на јавност, ние утре ќе знаеме чиф, другар, донатор, кумашин кум или не знам што добива тендери или не знам што прави. Сега на крајот веројатно пак се тоа истите кумови и кумашини со тендеричи някои потоа и у црни врекички ги финансираат изборите. Дали се црни пари или едноставно услуги кои што не можете? Еве, јас сум собственик на, бидејќи Цветковска спомна печатење на програми, јас сум собственик на фирма и едноставно одбирам партија на која што ќе ја испечатам цела изборна програма, а сето тоа ќе го покажам, ќе го прикажам како мој трошок за рекламен материјал. Која е таа институција која што во таква варијанта може мене да ме откри? Како прекршител на законот. Значи може. Кој? Вие не може, го немате тој комодитет, како што велите, јас сакам про боно да испечатам на некој. Законот го регулира. Не, јас формално ќе се испечатам рекламен материјал за мојата компанија. Да, меѓутоа, вие ако сте печатиле, факт е дека биле дистрибуирани, били испечатени толку илјадници примероци од тој рекламен материјал. Тој рекламен материјал има своја цена. Има своја цена. И партијата треба да одговори од кого го набавила тој рекламен материјал по пазарна цена. Не може да рече ако еден таков материјал кошта, да кажеме, не знам, 200 денари, она да рече јас за 5 денари го добив. Значи, треба ревизорот да утврди реалната вредност на тоа, па некој, иако го фактурирал за 5 денари, треба да се стави вредноста реалната која, инаку останатото се смета за донација. Значи, законот добро ги поставува, значи добро е поставил рамката да не може да се
по пат на нереални прикажувања на нереални цени, туку вели ако ја прикаже таа ќе се прифати пазарната цена и останатото се смета за донација. Значи немам сомневање дека грото од средствата кои ги елементираат политичките партии се од правни лица кои најчесто се во блиски врски со власта околу добивање на тендери, договори големи и слично, дали од претходно сработено, дали се инвестира во иднината, тоа се значи дилемите, тоа е несомнено. И од друга страна јас сум малку така не изненаден, туку не можам да си објаснам леснотијата со која се прекршуваат сите овие норми кои ги дефинира изборниот законник, во ситуација кога кривичниот законник за најмали прекршувања на финансирањето предвидува драконски казни. Казна затвор од најмалку 5 години. Ова не е од денес, ова е со избори наназад, со години наназад е постојано така. Се сложувам дека не е од сега и дека ова норма овдека што или закана од најмалку 5 години затвор се смета за несериозна, бидејќи во изминатиот период искуството ни говори дека скоро никој не беше прозван за вакво прекршување на изборниот закон. Освен ако го тргнеме Љубе Бошковски кој за финансирањето и не можеме да бидеме сериозни, а да прифатиме дека Љубе Бошковски толку релативно мал политички субјект можел да направи толкаво кривично дело наспрем големиве политички партии кои трошат многу повеќе. Господине Муса, може ли да се протнат незабележително покрај антикорупцијска, покрај државниот ревизор, црни пари во куферчиња или во вреќи, како што вели Цветковска, или во вакви едноставно нерегистрирани услуги кои што многу значат за партиите, а во суштина ги нема никаде во билансот и не можат да се откријат? Кај нас црни пари има. Значи, ако се им верува на статистиките, дека скоро 40% од државниот обрт кај нас на црно се води, значи може да доаѓаме до заклучок дека и финансирањето на политичките партии доаѓа во тој домен. Значи не се тие пари или финансии што правните субјекти ги дават и ги книжат негде и погажуваат дека ги финансираат, него на тоа што е невидено. Значи тие се пари што се собираат од државниот буџет преку тендерите и што се финансираат, значи тајно се финансираат политичките партии. Ова е реално, не може да бегаме ми од ова. Сега, што е проблемот, кој треба да ги гони, кој треба да биде тој, да речеме, спроведувач на законите, посебно на изборниот законник за политичките партии, за изборните кампањи и да ги разгледа точно од каде му се толку пари за трошење на изборната кампања. Реално колку се, не од извештаите. Значи, не може да зажмириме сега, да ги затвориме очите и тука да гледаме нека ствар. Која од трите институции според вас? Антикорупцијска, ДИК и Државниот завод за ревизија? Државниот завод за ревизија, значи дека ниту една. Преку извештајот до Државната комисија и до јавниот обвинител. Значи треба да се гледат тие дали стварно се толкова пари се потрошени во изборната кампања. Реално ги гледаме, не може една бина со тие пари да се направи, а камоли да билбордите, рекламирањата во телевизиите или другите рекламни материјали или транспортните средства што се користат. Тоа тие се веќе видена работа. Значи треба органите, државните органи што ги спроведуваат законите, посебно овај законот изборниот законник, значи тие треба да ги отворат малку очите и треба притисокот да биде врзлив. Тие треба да гледат точно колку пари се трошат и од кај се основите на финансирање на политичките партии. Колку за илустрација имаме пресеки на тоа колкава е разликата меѓу условно големите и малите партии. Еве колку успеале да соберат и да потрошат по малите партии. 5 партии кои учествуваа на овие парламентарни избори не освоја ниту еден мандат и не влегува во собранието на Република Македонија.
За некои од нив исходот може би е неочекуван, бидејќи анкетите спроведени од неколку агенции покажаа дека имаат реални изгледи за успех. Очигледно, граѓаните во последен момент се одлучиле својот глас да го дадат за големите партии, за да не оди во ветар, како што велеа тие во предизборието. Секако, најголеми губитници се ВМРО за Македонија и Левица, кои во секоја анкета и симулација добиваа барем еден пратенички мандат. На што се должи нивниот неуспех ќе покажат анализите. Бројките пак покажуваат дека коалицијата ВМРО за Македонија имала 5-ти најголем буџет за кампањата, а коалицијата за промени и правда потрошила повеќе од 2 партии кои имаат пратеници во собранието. Левица има убедливо најмал буџет за предизборната кампања, кој изнесува само 123.000 денари. 5-те партии губитници во овој изборен циклус пријавиле дека во кампањата потрошиле вкупно 11,6 милиони денари или нешто над 190.000 евра, што е далеку помалку од 185 милиони денари на партиите кои освоија мандати. Математиката покажува дека тие заедно имаат потрошено помалку од ДУИ, од СДСМ и секако од ВМРО, ДПМНЕ. Истото се однесува и за рекламирањето во кампањата и нивната желба да допрат до гласачите преку медиумите, порталите, билбордите, плакатите. 5-те партии имаат потрошено нешто над 100.000 евра, а само ВМРО за Македонија и Коалицијата за промени и правда имаат позначителни суми. 4,5 милиони денари, односно 1 милион денари, кои биле наменети за реклами, митинзи, билборди, плакати. Најмалку пари на реклами има потрошено онаа партија која имаше најмал буџет – Левица, точно 1.500 евра. Добре дојдовте назад во студиото. До сега разговаравме за тоа и се обидувавме да влеземе во трагата на партиските пари. Тоа многу не им успева на македонските институции, но има примери во светот и тоа како. Да видиме. Некогаш седеле на председателски премиерски фотели, потоа на клупата за обвинети. Ширак, Саркози, Берлускони, Санадер. Долга е листата на поранешни председатели и премиери кои се соочиле со сериозни обвиненија за корупција. Некои од нив добиле затворски казни, а за некои скандалите биле почеток на крајот на нивната политичка кариера. Тајни сметки, сомнителни партиски донации, пари во кеш не се само балкански рецепт за водење на политика. Еден од најпознатите скандали со нелегално партиско финансирање беше открен пред 15 години во Германија. Скандалот со најголемата демохристијанска партија значеше политички залез за Хелмут Кол и промовирање на Меркел како најсилна политичка фигура во земјата. Сомнителното партиско финансирање му донесе проблеми со законот и поранешниот француски претседател Никола Саркози. Тој се уште чека судење за обвиненијата за нелегално финансирање на неговата изборна кампања во 2012 година. Саркози на изборите пред 4 години изгуби од Франсуа Оланд, но неговиот поголем пораз стигна малку подоцна, кога беше обвинет за сериозен криминал за време на изборната кампања. Од 5 нижили се обидуваше со своето политичко влијание да ги отфрли тужбите, но сепак обидите паднаа во вода. Поранешниот претседател на суд ќе мора да докажува дали тој и неговите соработници сториле криминал од дури 18 милиони евра. Ово обвинение после изгледа му ја запечати политичката кариера, отој неодамна не успеа да се наметне како кандидат за претседател на изборите во Франција следната година. И неговиот претходник Жак Ширак имаше слични проблеми, но нему му се судеше за злоупотреба и за криминал, додека бил градоначалник на Париз. Ширак беше прогласен за виновен, но не ја виде затворската келија, бидејќи доби условна затворска казна. Долга е листата на кривични дела кои му се ставаат натовари на поранешниот италијански премиер Берлускони. Иако има 80 години, тој важи за еден од најконтровезните европски политичари, во чие досие има од секс скандали до проневера на пари. Дел од неговите судски случаи во последно време се одлагаат поради здравствени проблеми со срцето, па и тој сигурно нема да помине ниту ден во затвор. Ваква среќа немаше поранешниот премиер на Хрватска Иво Санадер. Од удобната премиерска фотелја беше преместен во затворска келија поради вмешаност во неколку корупцијски скандали. Прво беше осуден на затворска казна од 10 години, а потоа доби поблага казна од 8,5 години затвор. Од земјите во регионот за сега иста судбина може да го чека само Виктор Понта, поранешниот премиер на Романија, кој е обвинет за перење на пари и за затајување на данок. Тоа беше прилогот на колегата Манасиев, како уште еден интересен показател, бидејќи го спомена Берлускони. Поранешниот италијански премиер во едно интервју за BBC предочи негова лична статистика дека на распити во италијанското обвинителство за дузината кривични дела кои што му се припишуваат има поминато повеќе од 2800 часа.
И сега прашањето при крај би било, ќе го добиеме ли ние некогаш македонскиот Хелмут Кол или Саркози? Исклучувајќи го Љубо Бошковски, бидејќи тука околу овој случај има многу контроверси. Говорејќи за суштината на оно што го говоривме цела вечер, тајниот тек на партиските пари. Тајниот тек на партиските пари и уште ред други скандали, дури еве овие случаи кои ги имаше во прилогот, ние повеќето од колегите сме ги следеле и знаете, и таму нема ништо толку скандалозно колку работите кои овде сме ги гледале и кои се случувале. И никој не е казнет. Во Македонија има една традиција на неказнивост, има една, например, има институции кои исто така си имаат своја друга традиција, а тоа е непостапување по и не гонење топ корупција на топ високи функционери. И сега е времето кога Македонија ќе мора да одлучи дали во оваа земја ќе продолжиме по тој пат, дали ќе испратиме пораката дека што и да направите ќе се спасите, дали ќе испратиме порака на неказнивост или ќе ги казниме оние кои ги направија сите овие пари, ќе ги отвориме сите тие векички, сите тие ковчежиња, па ќе видиме кој колку земал, од каде земал, дали имал право да земе и што треба да врати, и потоа и само така можеме да продолжиме напред. Господине Муса. Јас сум малку скептичен во ова насока. Не верувам дека има подготвеност кај големите политички партии што се спрема да ја земат власта, па и тие што се во опозицијата не покажале воопшто храброст дека сакат да се борат против ова зло. Стварно нас не е потребно, како држава, не е потребно да се бориме со сета сила против перењето пари и криминалот, посебно кај финансирањето кај политичките партии. Значи, за мене изворот на злото за понатаму извира од лошото финансирање и од криминалното финансирање на политичките партии. Кога овде би се расчистило еднаш за секогаш, другите органи би функционирале, према мене би функционирале онака како што треба. Што и недостасува на Македонија, неколку пати се спомена во текот на дискусијата, закони или пред се волја за спроведување или независни, навистина независни регулаторни тела кои што ќе ги спроведат тие закони и таа контрола? Не знам како да го насочам и како да го наречам тоа. Постојат законите се тука. Значи, институциите се тука. Значи, постои храброст. Не постои, извините, не постои храброст кај луѓето што ги водат институциите. Значи, ќе треба тие да имат повеќе храброст за да го терат законот до крај. Да речеме, посебно тие што се видни органи што се за спроведување на законот овде, обвинителството и судството. Значи, овде ние затајуваме. Го прашав ова бидејќи го помена колегата Манасиев примерот на Саркози. Интересен е, например, францускиот закон, каде што изборната каса не ја чува партискиот благајник, туку изборната каса за време на изборите ја чува независен ревизор од независна куќа, што се смета како еден инструмент за контрола од малверзации. Меѓутоа гледаме дека и покрај таквите многу помодерни и пософистицирани модели сепак се протнуваат тајни пари. Ние сме мала држава. Ние сме едва 2 милиона народ овде, луѓе. Не верувам дека овде може да се направи такво нешто како што е во Италија. Меѓутоа, овде према мене не постои храброст и заштита на луѓето што треба да го спроведуваат законот. Посебно во судството треба многу да се гледа и во обвинителството. Значи, према мене овие два органа, државни органа, треба да завршат еднаш за секогаш. Треба до крај да терат со спроведувањето на законот. Марковска, ви имавте некакви обиди на последните избори за судска правда, завршија очекувано безуспешно.
Да, имавме 2014 година, значи конкретен предмет, иако се работеше за мала сума на пари, меѓутоа на вистина пропусти очигледно дека се прават и дека со тоа може да се укаже дека постоеле можеби и други неправилности кои на некој начин не биле откриени. Оно што ние успеавме да го откриеме, што едно јавно предпријатие во општина било ангажирано за време на изборната кампања, односно на време на митинг. И кога ние побаравме информации дали како они биле ангажирани, они ни кажа да, еве ние бевме уредно ангажирани, ние ги добивме овие значи услуги ги дадовме и при тоа значи еве на каса прими ние си ја добивме нели сплатата од политичката партија, што е во спротивност на законот и како што веќе укажавме претходно дека уплатата треба да иде преку трансакцијска сметка која што е отворена нели специјално за изборната кампања. Ние упативме кривична пријава до јавното обвинителство, кое што всушност многу интересно. Ние упативме на 10 мај, на 25 добиваме одговор дека тие пари се веќе, значи отпусна по 15 дена од нашето известување на јавното обвинителство дека уплатата е направена од трансакцијската сметка на политичката партија и на тој начин се затвара предметот. Значи, ова укажува јасната слика на кој начин и како во суштина кај нас течат сите овие, да речам, предмети кои што би требало веќе еднаш да имаат некоја развршница со, условно кажано, правичен крај на овие предмети. Практично да успееме да добиеме еден процес кој што ќе биде и тие луѓе кои што го прекршиле законот да ги добијат санкции или пред се. Малиновски, пред да ве прашам како до крај на црните коферчиња, годинава со пржинските измени се направи една измена на законот и за разлика од претходните избори кога сметката се затвараше со денот на изборите, сега на партиите им е овозможено сметката да ја затворат во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на конечните изборни резултати, што значи дека до тогаш може да примаат и донации. Дали ова дава некаков простор да се внесе каков таков ред или пак напротив, да се заобиколат законите, да се штелуваат сметките, да се вметнуваат фиктивни донации и пари со цел да се на крајот билансот биде нула како што и би требало доколку е се нормално со една партиска сметка. Видете, пролонгирањето на рокот на 3 месеци за затварањето на сметката за мене не е нешто проблематично. За мене е поважно да имаме салдирање на сметката, значи колку се прибрани средства, толку потрошени и да не останат обврски неизмирени кон доверителите. Тоа да биде направено на транспарентен начин и тоа е тоа. Инаку самиот рок не е проблематичен. По мене ова прашање е многу битно бидејќи значи финансирањето на изборните кампањи е многу битно бидејќи во ова време, во време на изборни кампањи, ние велиме се сее семето на корупцијата. Значи, ако имате нетранспарентно и со црни пари финансирање на изборните кампањи, рачунете дека корупцијата понатаму ќе имате во изобилие, бидејќи никој ништо не дава никому џабе. И тука во ова време на финансирање на изборна кампања со нејасни извори на финансирање, на некој начин се воспоставува оној клиентелизам помеѓу партиите и субјектите, дали се тоа физички лица, а главно правни лица се главните финансиери. И токму затоа, ако сакаме да говориме за справување со корупцијата или незино доведување во некоја поднослива рамка, ние ќе мораме на коректен начин да ги обсервираме изборните кампањи, како се финансирале, дали има прекршување и да се санкционираат сите оние кои го прекршили изборниот законник. Само на тој начин можеме да превентивно да влијаеме да следниот изборен циклус да немаме незаконско финансирање. Инаку вака од циклус во циклус само ни се повторуваат истите разговори, вие да вратите некоја емисија од претходните избори, ќе видите дека истото сме го говорили. Исто дека има прекршување, исто нејасноти и нетранспарентност и исто дека никој не бил санкциониран за тоа.
Добро, Така да на мора- печатените изданија им е полесно, Сашка, да направат на репринт. Не, тоа ја се претходно зборувавме, ние не мора ни да правиме нови прилози, само меморандум еден текст и ќе менуваме изборни години и тоа би било поедноставно, бидејќи постои на истото. И не знам зашто не можеме да направиме најубави закони на светот, да ги тука технички да збориме, па тој член, па едној, па дали постапил некој. Се зависи не од тоа дали има независни институции, туку од тоа дали има независни индивидуалци со интегритет кои ќе ги поведат институции во работа. Значи, еве како господинот, како му беше името, Жарко, како и да е, знаете, не е толку важно, на судскиот совет. Мислам, тој господин, со интегритетот кој го демонстрираше, така наречен, тој може да биде председател на такво едно тело високо, кој е одговорно за делење правда и за владење на правото, само на таа ново открината планета што открија. Таму би можеле тие луѓе да постојат. Таму би можела Каракамишева да оди на дебати. Тоа само таму и не на друго место, или директор на државен архив. Замислете на институција која се бави со традиција, која се бави со историја, која треба да го чува нашето наследство, наследството на оваа земја, оди и ги зборуваше оние работи кои ги зборуваше по Државната изборна комисија. Тоа е нашиот проблем. Не е нашиот проблем како бил законот, ние законот ќе го направиме. Прашањето е кој потоа ќе го поведе орото и ќе реагира. Овде е прашање на граѓанска волја. Дури веќе не е ни на политичка. Може да има политичка, но граѓаните се комплетно пореметени. Ние не знам дали веќе распознаваме што е добро, што е лошо, што треба, што не треба. Добро, се менуваат критериумите така да граѓаните од ден на ден остануваат се по оттапени на некој начин за сумите кои што се споменуваат. Тука така беше и за Хелмут Кол, колкава беше неговата сума. Ние тука isprokomentiравме дека тоа е ситност према тоа што се случува тука во Македонија. Јас ви благодарам во секој случај што вечерва бевте мои гости во надеж дека и ова уште една дебата можеби ќе придонесе кон менување на работите. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема на ваша страна. Следното издание во средава па во петок, а утре со вас во топ тема е Александар Џомаски.